Десетина студенти ќе станеле магистри и доктори по науки без факултет, без завршени додипломски студии, тие се запишале на магистерски и докторски студии на Филозофскиот факултет при УКИМ, зашто платиле од 2000 до 6000 евра. Станува збор за 7 студенти на магистерски и 4 на докторски студии. На сите им се поништува уписот и статусот на студенти, односно им се прекинува студирањето. Од Филозофскиот факултет велат дека до ваквата состојба дошла најверојатно поради разни интерпретации на законот. Имаме различни интерпретации во аргументациите на наставниците и во тие сегменти каде што е постапувано, се посочува одреден член во правилникот кој не е конзистентен или создава некаква условно системска нерамнотежа. Пред 2018 година актуелниот закон пред да стапи на факултетите согласно стариот закон од 2009 и неговите измени 2011, 2012 и така натаму, се дозволуваше и со стручни студии тригодишни, факултетите ако направат студиски програми на втор циклус со 120 кредити академски, може да се запишат на последипломски студии, но законот од 2011 година таа можност не ја дава. Се извинувам, од 2018 година таа можност не ја дава. Бакрески, кој во периодот додека студентите се запишувале не бил декан, појасни дека неправилностите се констатирани од страна на Државниот просветен инспекторат по извршениот надзор на барање на факултетот и дека парите кои ги уплатиле студентите ќе им бидат вратени. Инспекторатот утврдил дека дел од студентите биле запишани на втори и трет циклус студии без да ги исполнуваат условите, односно без завршен прв циклус академски студии со најмалку 240 кредити. Наместо тоа тие поседувале 180 кредити од стручни студии, кои биле комбинирани со 60 кредити од специјалистички студии, што не е дозволено согласно законот. За овие нерегуларности, како и за други пропусти во работењето на високообразовната установа, изготвен е записник со задолженија и донесени се решенија за постапување со соодветни рокови, пошто ќе следи повторен инспекцијски надзор за да се увиди дали е постапено. За вкупно 7 студенти донесени се решенија за поништување на уписот и стекнатиот статус. Министерката Јаневска изјави дека Филозофскиот факултет веќе постапува по заклучоците на инспекторатот, а таа ќе го почека извештајот пошто ќе донесе решение. Факултетот треба да постапи и колку што мене ми е познато постапува и конечно јас го чекам конечниот извештај откако ќе помине рокот за постапување, за да како министер овластен во таа област го донесам и конечното решение. Првиот студент на постдипломски студии со 3 годишни стручни додипломски студии бил запишан во 2019 година. До сега не докторирал ниту еден, а магистрирале осумина на едногодишни стручни студии. За сега нема решение од инспекторатот дали нивните дипломи ќе останат важечки.